вечер. Вечера се собрахме за да ги поздравиме нашите пријатели. Тоа се стари луѓе, но полни со живот. Без нив ние би немале смисла. Верувајте ми, ако многумина од вас ме знаат како познат руски писател и белосветски комарчиња, јас во својата најдлабока суштина сум организатор на театарски приредби. Ги водам луѓето што се ете овде пред мене и секаде сме биле, а прома вечерва стигнавме во земјата на Дионис. Но јас да не можам многу, а луѓето сигурно би сакале да ви се представат. Идејќи пиланата во минатото беше на еден господин Игрец, по име Сениор Бекет, тие едночинката во која станува збор за смислата, запамтете господи дами за смислата, ќе изведат по еден стих. Музиката што ја слушате е на друг господин кој не е Игрец, тој е германец. Кој викаат Вагнер. Кога се збогати, рацете си ги ставаше во срчи за да го крват. Правилно беше многу убаво, но пријателите му беа во пеколот, а ќе признаете дека во пеколот друштвото е секогаш подобро. Артистите, членовите на нашето братство вечерва ќе сака да ви се представат, иако рака на срце не се баш представителни. Хомер, и јас сега ќе ви изведам едночинката за смислата. Сечејќи го дрвото кое е никнало во пиланата на господинот Бекет. Мислам дека е роднина на собственикот на дрвото и сака да го заштити. Мене ми личи на њујоршки евреин. Екстатични се неговите мириси, а контрактични беа движењата меѓу моите нозе, додека ми зборуваше за зелените полиња на Ириска. О, Господе! Не го возбуди тоа што за мене се воделе војни, не!
го возбудија моите брадавици. Господине Достоевски, да почнеме. Ке чекаме за едни сонце. Бекет е мртов, нема кој да ни истера од пилана. Ке сакате ли да ги замениме улогите? Како мислите? Дайте наместо вие и јас да го исечам дрвото, а вие да играте Изолда во операта Тристан и Изолда од Вагнер. Не знам. Може би ќе се лути Фјодор. Мирисате на сено. Се лутите, Фјодор? Не, но така ќе го изгубиме концептот. Ако го изгубиме концептот, ќе изгубиме смислата, не разбирате? Ќе ви отпеаме една песна, жална песна. Сепак да почекаме да зајде сонцето. Миро! Никој да не мрда! Скрите се под земја! Паѓаат звезди! Небото се отвора! Господине, смирете го! Ова нема никаква смисла. Сепак не сме толку мрдат преко него. Смири се ти, еј! Не си дома да се глупираш. Ако е театар е театар, ако е дома, тука ќе е дома. Ако е... Ти, Фјодоре, немаш нито малку обзири кон публиката. Се што можат да помислат за нас, па тоа нема смисла човеку. Ако ви е досадно, одиграјте нешто од Петер Вајс, додека чекаме да зајде сонцето. Вие старите грци на се добро свршувате. Рете да се изтушираш, варварину. До кога ќе го чекаме Русинот? Русинот треба да се чека, инаку ќе биде густо. Да, но до кога? Вие ирците знаете да чекате. Далеко е поштата. Сигурен си дека отиде во пошта? А телеграмите се пуштат во самопослуга. Кому па тој има да праќа телеграми? Сигурно се запил во некоја крчма. Пиел, не пиел, сонцето се уште не е зајдено. Јас предлагам да тргнеме ние без него. Никој од нас не го знае патот низ минатиот век, освен Фјодор. Да почекаме. Го слушате Вагнер? Понекогаш. Да прејдеме на ти, јас да слушам. Што стана со вас? Тоа е толку возбудливо. Ќе мора да продолжиме понатаму. Одека сонцето никогаш нема да зајде и ние не ќе можеме да го исечиме дрвото. Нашата представа за смислата ќе нема смисла,
će mora da se kačimo na lotkot i da produžimo po nekoj drugo prestanište. Homer, spreman li si? Toliko vreme te čekam bez ova da mi go kažeš. Što da pravam tako piše ovo telegramata? Ti si čukna! Земята край реката Ад, шарпалилица от тебе да му се плати такса. Да му дадеме нещо за ядене. И аз съм гладен. Седоркиме в круг. Моите ръце са нежни. И моите. Лодката што плови низ минатиот век. Лира по човек. За лодката 3! Да ми се фатиш? Што рече? Оскар! Плати му. И аз ке си платам за себе. Кажете им на луѓето со нозе до колена дека Злато сте дале! А ти, Русине, застани на браќање да играме покер. Не ме пушта мајка ми. А знаеш дека себе ти ќали. Ако, ќе имате пари да се вратите пак на мојата река. А сега, со здравие! Ништо не се менува. Што рече? Веслај, реков, веслај. Дојдете да вечераме.
Rogovi slezam dolu! Tebe prlam na ribite so rogovi i s ostri zavištovi kad! Njam, 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 njam! Ti mi se patiš? Što reče? Reče, дека вам би должиме по еден дел од нашите души. Мене 2 минати од патрусинот ми избега и остана без душа. Јас ќе ви дадам, господине полицаец, парче уметност. Ирска душа со светски манири. Клин се избива војводо. Едната е девица, Истата? лудата. Она што кажува дека заради неја се воделе војни. Сакате да ви дадам интровенозно или душата ќе ми ја пиете како чај? Кога ќе стигнете кај мртовците што пеат блуз, кажете им дека сега и ние имаме дел од вашата душа и дека златото е дадено кај жртванинецот. А сега, збогум! Слушате Вагнер? Не, јас сум наполно глув, читам од усни. Како во гробница. Ќути, будало. Ако се разбудат мртовците што пеат блуз, ќе платим некој со глава. Добре дојдовте. Што правите? Дојди, мила, стиги наши, видите што ќе ги јадеме. Дојди, мила, види ги. Мили вкусно звучат. Да, мила, вкусни се. Сакаш таскебаб, мусака или живи ке ги јадеме? Хомер не мислеше ништо лошо. Веслајскаре! Веслај, ако сакаш да избегаме од гробиштата и да спасиме колку жива глава! Веслај! Секој навраќање во минатиот век се повеќе се рашавостувам, ова и јас не можам повеќе да го издржам. Колку е тихо без убавиот оспев. Како ри проклетиот Вагнер. Го слушате? Да. Ќе треба да се вратиме во идниот век и да даваме нормални представи. Ова последната беше катастрофа, ужасна фарса. А и телеграмата расипа се. Значи, ќе мора да се вратиме во идниот век. There's a
за демони, за идиоти, за злосторство и казни, за разни браќа, коцкари и двојници, токму јас стојам пред портите на главниот град Елсинор на земјата Шекспир. Вечерва нашето братство ќе ви ја прикаже едночинката Хамлет. Се со цел да ве разумнат и да ве насмејат во главните улоги ќе ги видиме. Бонапарта како Хамлет. Норма како Офелија, неговата женска. Гертруда како Елена како Гертруда, неговата мајка и неговата тајна љубовница. И на крајот Хомер како кралот, чичкото на Хамлет. Од технички причини, наместо Лаер, во улогата на Лаер ќе настапам јас, бидејќи Оскар ќе биде суфер, затоа што сите го знаеме текстот. Да почнеме! Добро, мајко мила моја, ќе ми кажеш ли ти мене кој го уби тате или не ми кажуваш? Под еден услов, ако го оставиш она момичето беститки. Офелија има бабачко. Ќе ми кажеш ли што да кажувам? Пушти ме си поулаве. Не сум улав, драга мамо. Ноќе имам ноќни мори. Доаѓа духот на тата и ми вели: Бу, Хамлете, да ја прашаш мајка ти што се случи, оти во гробот се превртува. Кој го уби голи тате? Никој умре од природна смрт. Помаш неверно никој не те слуша. Никој умре од природна смрт. Да. Никој нали си? Да! А сега одизми ги таките, труеш на вино. Зова ќе му кажам на тата. Зошто трепелиш, драга жено? Беше тука Хамлет, мажу. Се чувствува. А беше ли пијан? Не, ме измачуваше со она кој го уби тате, кој го уби тате. Леле, па тој без тоа мајката, кој го уби тате, кој го уби тате. И што стана? Офелија му го заматила умот. Нареди да ја обезе Офелија кралу. Не, тоа никако, мила женичке. Ајде, ќе осети за верата твојот син. Добро вечер, кралу, кралице. Што Ќе одам да прилегнам, кралу. Дојди, ќе те чекам во нашето љубовно гнездо. Што слушна ти, мала чумо? Вагнер, го слушам Вагнер. Кого го слушаш? Ништо не сум чула, кралу, чесен збор. Здраво, мила моја, тука си. Пакни ме срцето. Имам нешто важно да ти кажам, принцу. Суфлеру, дај текст да го заврши Ај супер, остана без глава, ќе рече со текст. Дали си трудно? Нешто друго. Не ме сакаш повеќе? Не, принцу, туку чув дека се спремала завера. Завера! За ова ќе да ја прашам мамо. Застани! Еве го брат ми га иде на кон! И сестро дома! Понизен слуга принцу. О, ајде колку во палто имаш. Дали да поросам малку? Имаш нешто за пиење? Имам. Каква е, драги принцу? Коска! Имам нешто многу тајно да ти кажам. А што тоа? Се спрема завера. Завера против кого? Не знам, мајка ми и чичко ми ја спрема. Аман бе, драги принцу. Да бе, ама многу е тајно, не кажува и никој, мај морам додат. Што правиш? Ту
tuka lajete? Nisto kralu, si go čekam jas Hamlet, ama mi je ispi cela rakija. Ne pijaničište. Što je ono? Nema nisto kralu osven jedna tajna. Tajna. Kakva tajna? Hamlet znaje deka spremate zaver. Majka, taka znači... Tako. Kje ti pokažem, ja se beseda. Pomoć! Kakvi magi mu praviš na Hamlet što nema vike erekcija, a? Nikak više ni brat, so mene ima. O, so tebe ima, a? Da se vide ili ne, to je rabotata. Zaradi tvojata erekcija, koja veliš deka ja nemaš, narodeната majka, a to ova pačavla ja imaš, a? Kje završiš ti isto kako tatko ti, Hamlete. Slušna što reče? Ja slušna, samo tebe ne sakam na ovoj svet, a ti to ne go gledaš. Ofelio, ništo ne te razbiram. Za Bogom, Hamlete! Sveto poludel, Bog da čuva. Če ja ubiješ Ofelija i če mu kažeš na lajer deka Hamlet je ubil, ovoj će potrča da gubije Hamlet i taka, su jedan udar, dve novi! Fjodore, ovo nema smisla. Pa i sami znaješ neka tekstot ne je vakav. Petere me kome ne gledaš nikada da mi ništo ne razbira, Petere. Dobro, kraljice, neka ti ide. Sakaš ti najpoveće mene ili Hamlet? Pa, kako da vi kažem, kralu, pa, Hamlet, a zašto? Za da prašaš za dva. Dojde lajer, pripravite deka plačeš. Lele, bila sestro, man, što se slučilo? Sigurno je Hamlet, to je vidio što ne apostolen pa. Čeko ubijam, kraljice, ko predizlikuvam tvoj sin Hamlet na tvoj. Ne, to nam... A, tuka si, pa brani se ti, ubijeću na sestri. Probleme. Videk je ostanav sam na svetu, moram sve da zaboravam. Sinu, što aj stanuje, gotovo. Ajde. Draga publiko, zaradi tehnički pričinjen suflerski karakter, vidite jedna druga verzija na Hamlet. Naše dobratstvo vekanina utрешната predstava, na utрешната probana predstava Bal od Germanec od Bertolt Brecht. Da, to je blizak prijatelj na đavolite i na angelite, što bi se reklo dobri špiju. Napoleon, slušate? Što? Do koga ti mi povtoruvam? Poslušate Wagner? Ne, ja sam naполно gluv, čitam od usni. One silver dollar, bright silver dollar, changing hands, changing hands. Then Leslie Warren
wasted and stolen, changing hands, changing hands. Spent for these trinkets, won by a gambler's lust, pierced by an outlaw's foot, and lost in the blood-red dust. One silver dollar, changing hands. Välkommen! Changing Trots den piraten! Im wilde Kampfe är hotstånd! Kör! Replik! Zeige deine Taten! Von Schätzen, von sin Schiff, Boot! Doch And lost in the dust of time. Norman ne može ili ne saka da go igra Brecht. Da, podobro je da nemame proba. Така е да се нема проба. Najdobro bi bilo da se vratimo u Minatin krk. A ja baš bi sakala da imam proba. Ти мирисаш на улиците на Борбон, а гласот ти е како на труба со скратена корна. Ja sakam da mirisam na sinu. Mrazan sino. Но Тем е големата сестра на големиот брат. Од секој момент може да ни пушти телеграма. А јас и ти сме сумнителни Бонапарта. Мојот учител велеше, ако имаш и третина идеја, тогаш сокрија со патронот од перници, утредата отиди во црква и не кажувај никому дека имаш идеи. Колко е убава. Има бели нозе. Би сакал да можам да ги видам. Баќушка, ајде да зборуваме за сексот. За секс. За ирскиот секс. За меѓународниот секс. Да зборуваме за сексот така наслепо. Тоа е невкусно, Достоевски. Ајде, Велкем, нема сега да се вреđаме. Знаете да Неврин од Виена, што ја објасни космичката правда за сексот како основно действие. Зборувате за Сигмунд. За малиот Сигмунд, кој тајно ноќе ги читаше моите романи и сакаше преку ноќ да се прослави. Наполеону?
Mora jedna što je odigrati Izolda od Tristana i Izolda od Wagnera. No to je naполно блуф, Норма. Облу е на 10 мили од Москва. Не можете да ги издржи топовите на мојот подалечен родни на генералот Кутузов. Од тогаш Наполеон, ако не те гледа, не те разбира. Како пес, пците читаат од устата. Сигмунд Фройд. Конјот во моите сни бил татко ми. Јас никогаш во животот не сум сонувала конј. Малиот Сигмунд Фролазарови се обидел да ме имитира. Пуштил двајца ерменци во црна долга лимузина да ми ги платат моите коцкарски долгови во градската комарџилница во Базел. Тој не успеа да свати дека телото топлокрвно како кај животните и дека никогаш нема да се смени физиологијата на луѓето. Ако чувствуваат со глава, луѓето стануваат артисти. Запишал Дени Дитров. Не верувам дека некој ја знае таа таинствена личност. Ајде ние сепак да му се вратиме напред. Во една пригода во кафето Ројал, најќошната Пикадили Сиркс, Сигмунд со чаша бело вино во левата рака ми кажа дека жените суштошно биле љубоморни на мажите што немаат пениси. А ти? Кому си ти љубоморен што немаш очи? Нека го удри сонцето со своите ултравиолетови куршуми низ големата озонска дупка на Мадагаскар. Сте биле таму? Да, токму таму, на Мадагаскар. Ах, тоа беше златно време. Знае ли некој од вас каде е Мадагаскар? Јас знам. Кај е гостилницата кај Петелот Воница. Таму служат солена скуша и тешко вино. Скушата не се плаќа, а виното се пие со треба. Е, тоа веќе има смисла. Ете, тоа требаше да биде нашата едночинка за смислата. Ајде ние да се вратиме во пиланата на господинот Бекет. Озонски дупки повеќе нема и сонцето сигурно, но полека ќе зајде. Со лодката на Хомер да одиме. Само ти го знаеш патот до шарената река. Јарболот е скршен, едрата скинати, но тој има дупка. Дрвото ќе ни треба нов јарбол, едране ни требаат, а Оскар има сила. Ќе весла побргу од најбргу. Тргнуваме. Застанете. Слушајте. Што да слушам? Вагнер ни се приближува. Да одиме. Капетану, спреми ја лодка, да одиме во некој од пристаништата на Ад. Разбирам, Варварино. In the town where I was born, lived a man who said to see, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed up to the sun till we found the city, and we lived beneath the waves. In our years
nečiji stan. Ovo je dnevната soba na gospodinu Pinter. Ne, sigurno. Ne, gledaj. Ovaj je London. Što mislite vi, starite Grci? Praznina i ništa poveće. Ovo je neko je drugo vreme. Nema trojanci, nema lakovi streli. Nikoj ne vodi vojna. Bi sakala da se vratam doma kaj moj otmaš. Nikoga šveke nema da legnam so pari strojanic otvetuvam. Čekajte, slušajte. Pa nema potreba od napnatost. To je sigurno sobstvenikot na stanu, gospodinu Pinteru. Влезете, господине Пинтер. Ние сме безопасни, само минуваме низ минатиот век. Се ќе помине, само ние ќе останеме ние и смешната страна на историјата. Се викам Рихард. Ти благодарам што дојде. Јас не дојдов. Овде сме случаи. Но ти ја слушаше мојата мисла. Ти знаеш се за мене. Ти треба да мислиш, пријателче. Опасен си ти за образа. Сакав да се сретнам со вас. Да ве видам и да снимам филм. Што ќе правиме сега? Ништо специјално. Ке заборавиме на синтетичката уметност. Ке заборавиме на семиотичките кутии и херменевтичките суштини. Денес луѓето гледаат мюзик телевижн и јадат вештачко месо. Би сакал да ми ги раскажете вашите животни приказни. Слушај ти, нацисто! Рихард нема време за губење. Тој ќе мора да оди да ги стави рацете во српче за да му крвава. Без полка нема уметност. Една вечер го намами Парис, убавиот Парис. Тој дојде на крилјата на боговите и ме задоволи жестоко. Рогозината под нас личеше на мокра крпа за пришење на подови. Не може да го пуштам да си оди. Тргнав со него во Троја. Прекрасен град. Таму останахме се додека мојот бивш маж не направи ршум и колеш. Хумер се убаво сними и запиша. Рихарде, ако некогаш имаш време, прочитај Хомеровата Илјада. Тој, например, за целиот пат на неговата лодка ја слушаше твојата музика. Ќе ја прочитам. Ти ветувам. Елена беше најубавата жена на свет. Не сонуваше коњи и не им беше љубоморна на мажите што имаат пенис. Елена едноставно беше најубавата жена на свет. Јас во тоа време плоев околу Мадагаскар со Одисеј, рибарот Кодитак. Еден петок ја видов Елена како лета по небото. Поубава од сопа. Погледнав право низ озонската дупка и ослепен. Оттогаш беам жални песни.
Znaš kako crnka mnogovenata žica, električната компания на сад. Onda počna da se drogiram i da puštam vojnici vo sebe. Zato sam fiden pisatelj. I više znaš, sakaše da imame bebe. Morov da ga ostavam, zato što predsjedatelj mi naredi da spijem s onim ko sabot. Zameše pred mnogo. Jedna večer umrem. Bez pričina. Evropa, sušnost nezapasna. Što imaš ti protiv Evropa, Norma? Rikarde, ako sakaš da slušne što imam ja da kažem za Polska, za Evropa i za sebe. Dovoljno je, Bonaparte. Norma kaže dovoljno. Ja zbog svakoga možem da gledam. A sve što možem. Ko je ovaj Dostojevski? Oskar Diviot, Irec i demagog. Imamo, napišem si kolega i brava. Ste šetak uljubi, gostilite na mojoj vjekovi. Logito se vrte, se čuđate. Еднаш во Сан Франциско зборував за улогата на цветото тончовче во современата мода. А сега веќе нема пракси, нема стилови, се враќање на старите жанрови. Господине Рихард, иако може би јас не сум познат како моите собраки од братството, но да слушаш потом созови. Не заслужуваш, Оскаре. На враќање ќе те оставиме кај луѓето со нозе до колена. Ке речеш нешто, Теодоре? Ништо. Наутро пред твојата добивам епилептички напад. Може би глуп. Не заради другото, но затоа што сум лош човек. Не одам в црква и не одам по лекари. Јас сум мајстор на карти и редовно го победувам сијанскиот признак чуварот на Атон. Но глупо е да ти раскажувам, Рихарде, кога и онака знаеш себе. Ред би било и ти да кажеш нешто. Јас сега морам да одам да се сретнам со Харалд во клубот на англиските писатели. Среќен пат и спокойно. Odbivам да го слушам Вагнер, но ти си глув, едноставно си глув, все едно! Odbivам да имам било што со Вагнер! Јарболот почнува да плови. Елена и Норма се држат за Јаково. Оскар, Наполеон и Холмет ги придржуват. Теодор, седни да пазарот на Јаково, се наќа се добијата и гледат. Бродот отпловува, а тие одлетуваат со него. Собата на господин Пинтер останува празна. Одеднаш снемува стуѓа.
се слуша само ноца. Некаде на небото паѓаат звезди. Низоземските трупки над Мадагаскар.